Кумановското јавно претпријатие Чистота и зеленило продолжува со обновување и поставување нови садници во централното подрачје. Од почетокот на годината информираат за садени се 50 зимзелени дрвја, 200 украсни листопадни дрвја, а привршува садењето и на 800 украсни грмушки. Значи, јавното претпријатие и ова година, како и минатата година, започна со акции за пошумување и садење на поголем број насадници, што впрочем представува една од мерките за долгорочно справување со загадување на воздухот кој што го имаме и во нашата општина, впрочем и во целата држава. Ова година веќе имаме насадено со набавка од општина 50 зимзелени дрвја и 200 украсни листопадни дрвја кои своевидно представуваат украсни дрвја и се од нив создадени нови дрвореди низ централно градско подрачје, а паралелно со ова постапка имаме набавено и 800 украсни грмушки кои што во овој период веќе привршуваме со нивно садење и сакам да потенцирам дека како јавно претпријатие во изминатата година посадивме рекорден број насадници, преку 8000 садници, 5000 садника за масовно пошумување и формирање на неколку дрвореди и ова година нашата интенција ќе биде да ја надминеме оваа бројка. Во вторник на денот на екологијата направивме повторна акција за обновување и поставување на нови садници на градскиот кеј, кој што е едно од најпосетените места за сите оние кои што рекреативно го користат ова место за прошетки и така натаму. Но проблем кој се провлекува со години, велат надлежните, се несовесните граѓани кои често ги уништуваат садниците. Лесно е да посадиме садници, меѓутоа нивното одржување е навистина тешко. Ние се соочуваме со сериозни проблеми со системот за наводнување, за нивно полевање, одржување, но наидуваме и на такви состојби каде што несовесни граѓани често пати ги уништуваат овие садници, а не знам од кои причини, и затоа би сакал да искористам ова ситуација, да искористам телевизијата, да упатам еден апел до граѓаните на општина Куманово и да ги повикам да се воздржуваат од уништување на садниците, а сите оние кои што ќе видат дека некој такво нешто сторува, слободно да пријават дали во рамки на јавното претпријатие, дали во комунална инспекција или секторот за внатрешни работи, за да ја спречиме ова појава. Лани претпријатието засадило над 8000 садници, а целта оваа година е да се надмине таа бројка. Пошумувањето е и една од мерките од планот за долгорочно справување со аерозагадувањето. Знаете дека јавното претпријатие се опреми со возила, нови скипови, товарни возила кои што може да изнесуваат и поголема количина на смет. Веќе при крајот на минатата година извршивме неколку акции за расчистување на неколку диви депонии. Оваа година општина Куманово има издвоено средства преку програма со кои средства јавното претпријатие ќе има можност да врши расчистување на дивите депонии. Нашиот план е со почеток на месец април да влеземе во една акција каде што населба по населба, село по село, темелно ќе ги чистиме сите депонии се до крајот на пролета, до почетокот на летото. Се надеваме дека овие акции ќе завршат. Паралелно целосно ќе се чистат и 30 поголеми диви депонии во Кумановско. Ќе се постават и поголем број садови за смет во населбите и селата со цел да се крене свеста за чиста животна средина.